Петок, 23 август, кратки вести во 12 часот. Иако е рано за сумирање на бројките и оствареното, повеќе од јасно е дека Охрид зад себе полека остава една од најуспешните сезони по долг период наназад. Се враќаат високите температури и Охрид се уште е солидно исполнет со гости. Сега полека, но сигурно доаѓа време за сериозна анализа, за дефинирање на идеалната таргет група, вистинските цени со кои ќе бидат задоволни и туристичките работници и гостите, подобрување на хигиената, барање против отров за отровот со приватните станови, средување на културно-забавниот живот и уште неколку важни фактори за преубавиот Охрид конечно да си го најде своето вистинско место под туристичкото сонце. Под мотото символично обединување на Вардар, Пирин, Еге и Мала Преспа во Охрид, Белчиште и Црвена вода во тек е 6-тиот поред балкански поетски камп за млади Ванчо Николески. Македонците не потлекнуваат на претисоците, тие сакаат да го негуваат македонскиот јазик, култура и традиција, порачаа присутните на кампот. Учесниците денес од Охрид и родното место на Николески, Црвена вода, ќе се преселат во Мала Преспа, Албанија, каде што живеат етнички македонци, ќе бидат гости на своите врсници ученици во училиштето во Пустец. Официјално стартува второто издание на Охрид Water Festival, што ќе трае до 31 август. Предвидени се 20 спортски настани на вода и богата социјално-едукативна и забавна програма. Охриѓани и гостите ќе имаат можност да проследат регати во кајак, веслање, трки во пливање на базени на отворено. Охрид ќе биде домаќин на Балканскиот јуниорски куп во пливање. Планирано е одржување на суп трки, ватерполо на отворено и акватлон. Ќе се одржат и многу интересни настани во кои ќе биде опфатена најмладата популација. Фестивалот ќе биде заокружен со традиционалниот охридски пливачки маратон. Времето денес сончево и топло со умерена облачност, дува слаб до умерен северен ветер, УВ индексот е 8, максималната температура во Охрид до 30 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реджеп Селман.